Добро утро и од мене и благодарам многу на Елена за пред најавата. Официјално време да ја започнеме и оваа недела. Овој викенд се случува јубилејното 40-то издание на Макфест. Замислете, овој фестивал, македонски фестивал, веќе 40 години обстојува во сите премрежија, што и да се случило, едноставно неговите изданија продолжуваа. Беше синоним на македонската музика, односно се уште е, но сега со една нова млада сила се обидуваат на вистински да го вратат сјајот и верувам дека оваа година ќе биде и тоа како таква, буквално ќе блесне. Се спремаат дури 3 вечери, а денеска заедно со нас во студиото на Магазин ни е уметничкиот директор на овој фестивал, Роберт Саздов од легендарните Кукулеле. Роберт повели во студио. Добро ми дојде, да те поздравам вака. Како си? Не е лошо? Не е лошо, знам дека не си многу утрин. Али не може да биде подобро. Добро може и така, да. Има две варијанти, нели? Две крајности. Утрински човек не си многу. И 50 нијанси сиво. И 50 нијанси сиво, да, може. А ти денеска во црно. Од сите 50 нијанси ти во црно. Значи, украјност. Така е. Добар ли си? Добро е. Одлично. Не сме се видели одамна, баш одамна не сме се видели. Ама ти си ни драг гостин секогаш, намести се како ти е згодно, слободно. Како по дома. Ки се поднаместувам ја. Слободно. Менувај, како ти е згодно, битно да имаме еден убав разговор. Спремни ли сте? 40 години Макфест, ова е сериозна бројка. 40 години е стварно сериозна бројка. Така е. За Макфест, да. И за македонската естрада. Генерално многу песни. Над 1000 песни продуцирани, тоа е. Така е бројката некаде над 1000. Многу хитови, многу песни буквално и денес. По секоја година има минимум 25. И по 40 имало. Значи, кој може да знае точно? Може би 1320. Да. Ама над 1000 се... Огромна бројка. Самиот момент дека 40 години фестивалот обстојува, доволно зборува за ова. Тоа е во европски рамки е раритет. Ја не сум чул са, не сум нешто посебно истражувал, ама не сум чул негде 40 години. Од 86-та до денес некој фестивал во европски рамки да континуирано без ниеден прекин. Не знам дали ме слушна додека се спремаше за тоа, реков што и да се случувало, едноставно фестивалот се одржувал. Нели буквално во сите премрежија и на нашава земја, ама и на македонската музика. Не знам Сан Ремо колку е. Да, тоа не знам, исто може тука така сме некаде. Тоа е на твото на Европа, ама оне веќе со светско реноме. Така си. Така си. Тоа не може да се мери. Баш. Имаше период кога нели прилично замре македонската музика кај на си фестивалите и така натаму, ама мислам дека сега со новата постава и ти како уметнички директор на фестивал, навистина се обидувате и го враќате тој сјај на Макфест, се разбира прилагодено со сите новитети кои што нели ги носи времето денес. Каква е одговорноста да се биде на оваа функција на фестивалот со оглед на тоа нели каква тежина има самиот тој години на нас? Нема тука одговорност, тоа се работи од задоволство, тоа се работи за музика и јас сум цел живот во тоа некако не со една неподнослива леснотија. Неподнослива леснотија. Добар си со синонимите. Не, навистина така е. Доста едноставно е. Треба да се направи само добра проценка, затоа што секоја година конкурсот е на почетокот на годината, февруар, март, април, трае околу 2 месеци и нешто. Како кога, али тука негде тоа е терминот. Каква музика ќе се понуди од оние кои што творат и после снимаат и пеачите, нели? Меѓутоа, музиката зависи од композиторите и од студијата кои што ја продуцираат таа музика. Од оние кои што творат, а сакаат да се пријават на Макфест, затоа што има многу други кои што не се пријавуваат. На фестивали воопшто не е дека Макфест е нешто. Имаме и други фестивали кај нас, не?
Од тоа треба да се направи само... Треба да имаш проценка која што се обидуваш да бидеш што пообјективен. Да го гледаш тоа од низ призмата на фестивалска публика. Затоа што може би јас дома слушам джез или хеви метал или нешто трето. Ама тоа не е важно. Тоа не е она што го очекува публиката на Макфест. Треба да биде во духот на она што Макфест до сега дал. А сепак да припаѓа на 2025 година. Борам за оваа година. Затоа што ако може да направиш и тука кикс, може да кажеш, сега да биде како таа некоја песна од 2007. Па таа е за 2007. Да, затоа реков, нели, многу брзо тече времето, се менуваат работите и мора да се прилагодуваме буквално. Имавме ние доста различни жанрови. Не можеш да кажеш, добро, тоа е фестивалска публика, по тоа се подразбира шлагер, и дај сега све на шлагери. Прво, нема толку пријавени песни. Тоа сакав да те прашам. Кога излегува огласот, сте малце во дилема кој ќе се пријави, ќе има ли доволно квалитетни песни, затоа што тоа е еден сериозен предизвик, веројатно. Значи, македонската естрада веќе долго време, прилично долго време, тоа со години и години, е во сигурен пат. И не сум јас сега тука некој задолжен За тој дел. на државно ниво, нели, што треба да се направи за тоа да се подкрене, веројатно целиот амбиент во кој што живееме влијае на тоа. Се надевам дека ќе биде подобро, очекувам дека ќе биде подобро, затоа што све што се создава како музика не може да не е рефлексија на она кој што е секојдневно живење. Така да има голема разлика од тоа. Сега, се обидуваме, сам зборам за целата екипа на Макфест, да ги сите жанрови да се застапени. Во изминатите 3 години, сега не зборувам за оваа година, затоа што од 2022. Јас бев еднаш 2012, тоа некако не го рачунам. Тоа се трга на страна. Како ми е офсайд, мислам тоа. Тоа пробно беше. Али во континуитет зборувам, сега ова е 4-та година, од 2022 дојда доста имиња кои што генерално и не биле претходно на Макфест или па не би дошле воопшто на Макфест. Например, еве, мојот колега од Остовица, Владо Јаневски, преквани го вративме после 30 години пауза на Макфест. Он, ако... Тоа е сериозна пауза. Да, цела кариера. Да. Значи, он веројатно немаше воопшто ни да дојде ако не го помогна тука Ластовица. Да го. Како го убеди Владо? Која му беше првата негова реакција? Не можам да ти откривам такви тајни. Тајни на занаетот. Тешко беше да се убеди? Вака. Не, знаеш што ми е прашањето? Дали од почита кон тебе лично прво и самата покана? Се јас или и тој почувствувал дека е време во една таква комбинација на луѓе? Треба да прашаш него. Добро. Најискрено да ти одговори. Тоа ќе го прашам. Ја имам печеток дека он дошол заради тоа што јас сум го повикал. Инаку, ако 30 години не дошол, веројатно уште 30 немало да дојде. Така мене ми изгледаше. Дарио исто после 25 години. Од 98-9 Дарио, он беше вани. Тоа последното, да. И он огромна пауза. Тоа се... Бојана Скендеровски исто? Она ќе пееше 23-та и сега ќе пее исто во... Так, ама исто ретко. 23-та е претходно долго време, мислам дека исто. Генерално... Меѓутоа, друга сакав да кажам. Покрај овие имиња кои што правеле голема пауза, дојде и два Бона.
Тамара дојде, која што воопшто не сакаше да чуе веќе да тоа. Не дека она не го сака Макфест, него не сака веќе по фестивали. Так, значи не так. И поминал тој момент. Да. Па и Пајак немаше да дојде, а излезе од таму голем хит. Солар. Да. Таа песна е генерално една од најслушаните. Па има веќе 36-7 милиони views на... Тоа е сериозна бројка. Тоа е најслушаната песна во историјата на Македонија на YouTube, која е пеена на македонски. Убедливо, затоа што ни една друга не стигнала ни до 20 милиони. Браво. Ова веќе има дупло повеќе од таа што е втора, трета, четврта, која и да е. Така. Така да Таско пееше. И он доби после лани за преквани награда за најслушана песна меѓу двата. Сомалена. Да, таа песна. За најслушана песна меѓу двата фестивали. Тоа се различни жанрови кои што некои од нив воопшто и бака не асоцираат дека таа музика, тој стил ќе дојде на Макфест. Меѓутоа, сепак се задржа духот. Тоа е многу важно. Да, тоа е најважно. Тоа е многу важно, да. Енергијата и имиджот. Ако се разобличи тоа со секакви стилови, ама никако да има и некој швагер. Так. Имаме и оваа година. Оваа година е јубилејна, ќе имаме и 3 вечери. Предходните години имавме по 2. Макфест е прв фестивал. Тоа беше мое големо инсистирање кога почнавме да работиме 22 со овај концепт на немање награди. Очите ќе се ги извадат пеачите кои ќе има награди. Тоа тоа го знаеме со децени наназад. Сакам тоа да прашам, тоа секогаш било така? Сега можеби само повеќе иде до израз поради социјални мрежи. Не, само што сега уште поише ќе се галами тоа на социјални мрежи, па мислиш дека многу побрзо се расплинува сега. Да, инаку тоа тепачка за награда. Прво место ќе биде. Само тој е задоволен, тој е второ место пола. Ова трето малце ќе се јути. И овие останати, секој кој што создава песна, ја тргнувам од себе, кој што прави песна, рачуна дека таа негова песна сега има, не знам што да биде. Ама никогаш треба... И секој верува цврсто во тоа. Да. Тоа е добро, ама па не можеш од 30 луѓе еден мора да биде прво место, нели? Затоа сега нема места, не. Мислиш дека тоа леснува кога се прави селекција за пеачите на фестивал? Веројатно да. Сите овие што ги наброив немаше да дојдат на фестивалот ако постоеја награди. И сите кои што не ги наброив, затоа што има многу кои што учествуваа во изминативе години, ми се чини дека тоа беше главниот потез. Кој што одлучи за сето ова. Па беше Јален Исламовиќ, пееше 22. Сега си во делот на организација, меѓутоа ако не би бил, дали Роберт би застанал како изведуваш на сцената на Макфест? Па јас сум бил само... Или ќе треба Владо да ти се јави па да те уведе? Јас бев само еднаш со Панки. Као кукулеле бевме 96. 96. Со ти немаш појма. Тоа е слушана песна. А ти немаш појма како ми е? Да. Таа е таа песна. Знаеш колку години сум имал тогаш? Прво одделение, не, 7. Не сум толку млад. Сега, знаеш како, стварно ми е интересно, од другата страна... Ти си 89-та? Да. Да, 89-та. И сега, од другата страна, имам лик чисто песни како дете сум ги пел, а и денеска се пеат. Ги знаеш уште? Ги знам. Стамбол, Бардовци. Извадивме нешто, да знаеш. Ма стварно тоа се... Значи вака, таа песна, сега не зборувам више за Макфест, отидов малце на друга. Таа песна, ја немавме ние кога тргнавме 96-та во февруар на 100-тиот карневал, јубилејниот 100-ти карневал во Рио де Жанеиро. Аха. Ја уште немав музика тогаш. Ние снимавме тогаш свашта. Разни сцени. Па ќе доеме у Скопје, ќе видиме. Дај тука на базенот малце на плажава, дај да видиме женски ова она такви работи. Па се вратив, па со тој амбиент во главата малце се уште, знаеш, инспириран. Не е слегнато све.
Така да таа и спотот беше готов, таа песна можевме да ја пуштиме ние уште во мај, јуни 96. Еве го спотот. Тогаш како? Кај е снимен спотот? А ова е од 94-та, ова е снимено во Сиднеј, ова е на бродот Баунти. А ова е во Сиднеј. Ова е Стамбул со Сабардовци. Да. Оваа песна уште се пее. Мислам, во сите ваши песни се пеат уште. Кај е најде? На YouTube. На YouTube. Те фаќа вака носталгија? И не, немам носталгија за некои времења, не. Ама убави времења, Само не? што у 90 години стварно беше ноќниот живот во Скопје топ. Незаменливо нешто, неповторливо. Тоа, знаеш дека вака ние, оваа генерација некако што не сме го фатиле тој период, не може ни да го сватиме тоа како би било да биде толку многу добро. Град кој што живееше 24 часа беше, не знам, неповторливо е тоа. Јас сум бил многу пати во Лас Вегас и на други места за кои што се зборува дека живеат 24 часа. Нема такво нешто. Само Скопје беше 90 години. Така. Нема Лас Вегас во 3:30 ноќе. Штама. Поготово ако не е сабота према недела. Мислам. Штета. Има ли можност да се врати некако? Имаш вака некоја надеж нешто дека ќе се промени во тој дел или тешко? Не, сега живеат други луѓе. На крај денот луѓето ја прават. Тие кои што излегуваат и се активни и така натаму, не, сега е веќе друго. Моабетов ми беше дека случајна средба тогаш одлучи да со таа песна идеме на Макфест. Ние бевме тогаш, мислам, до 22-та имаше награди, нели, па мислам дека ние со таа песна тогаш прво место освои виолина и гитара на Дуле и Коки. А мислам дека ние бевме едно 17 или така нешто. 17? Не бевме првите 15. Аха. Мене тоа воопшто не ми сметаше. Ако имаш добар производ, како што се гледа после, така тешко можам да им објаснам на некои млади кои што сега на Макфест настапуваат дека има ја ти песната. Воопшто не е важно дали ќе имаш прво место, награда. освен ако не мислиш дека тоа се некои финансии кои што ќе те направат среќен на краток период. Има ја песната и све ќе биде во ред. Само да имаш песната која што ќе остане. Ова исто му доаѓа како Евровизија. Многу пати се испоставило дека многу од победничките песни толку се памтат 2-3 недели, ама многу други песни останале хит години на нас. Добро, и таа што беше прва виолина и гитара, и таа стана хит. Ама ја не се сеќам која беше трето место. Стварно не знам. Веројатно и никој не знам. Да. Тоа се моменти. Добро е што, по мене, добро е што Макфест нема награди. Тоа е за секој случај. Растаретени се сите. Да, верувам. А од аспект на публика, они сакаат да навиваат. Значи, публиката сака да навива, сака да завземе страна. Па да гласа после. Види, и од аспект на публика пред телевизор, исто така е интересен тој момент, нели во исчекување си, кој ќе победи, како ќе биде. Јас не верувам дека тоа нема да се врати. Дека е ова сега трајно и готово. Кај да знам што ќе биде утре. Ама до денес, за овие 4 години, се покажува како исправен пат, за да можат многу од тие кои што инаку не би дошле на Макфест да дојдат без да се осетат дека некој кој што они сметаат дека не заслужува да ги победи, дека ќе ги понижи. Така. И тоа е клучен момент. Не можеш да не ја земеш во обзир суетата. Кај има повеќе која професија, не само во музичарите или лекарите, кој повеќе има суета? Баш сакам да кажам, да ги спомнам и јас. Па веројатно и кај архитектите и секаде. Тоа самите професии изгледа. Ама како може поинаку да функционира? Тоа е човечка психа, така функционира тоа. Од секогаш. А од друга страна па велат дека
Големите оние кои што се знаат кои се и што се, немаат потреба од суета. Добро. И тоа е точно. Ама треба веројатно многу да поминеш за да стигнеш до тој момент. Ти си имал суета? Его? Имаш? Си имал? За естрадно вака не. За естрадно, да. Не сум се анализирал многу. Веројатно сум изреагирал во различни периоди на животот различно, на различни работи. А ова естрадно вака не, мислам, стварно некако не ми е. Ама тоа сега така го размислуваш, море порано не си мислел така. Не се сеќавам. Да, веројатно сум бил. Да. Сега секој, кога сум бил на почетокот, како и секој што е на почетокот, веројатно. Да. Во полет и во популарноста веројатно те понесува и некако природно може доаѓа. Човек дури да не знае дека функционира така. Сите работи доаѓаат природно. Сите работи доаѓаат. А и кога треба да дојдат, нели? На крај кога си подолго време со децении на естрада, тоа веќе све ти изгледа како нормално, природно, така си тоа тече. Так. Веројатно некои кои што сам кратко биле во музиката, неколку години, па после нешто друго и така излегле од тоа. Поготово кај женските вокали. Со мажи во Америка, са готово. Јасно, имаме такви. А имаме такви. И тоа доста имаме такви. Па затоа не спомнам слушај. Годинава третата вечер ќе биде многу интересна. Фактички ќе биде спој. Да, тоа малку пред малку почнав ти кажам. Ќе биде спој на различни генерации и на различни песни кои што сите ние ги знаеме. Значи имаме 39 победници, а имаме многу повеќе од 39 хита наназад, пошто ова 40 издание, новите песни виште никој не ги знае, нели? Генерално не може сите да бидат застапени во таа трета ревијална вечер со стари песни, со стари хитови. Меѓутоа ги одбравме оние кои што се повозрасни. Кои што имаат воглавном кои што имаат 50 и нешто. Така. Значи Гишке пее, Владо Јаневски, Мики Јовановски, Џафер ке пее, Тања Кочовска, Силви. Ќе биде тоа многу добро. Ќе биде добро, нормално. Ќе биде добро. Хелена Благне нема да може. Ќе пее Трајче Манев, Ристо Самарџиев ке пее. Он има и доста и победнички песни и така натаму. Пеат оние макфестовски хитови. Ќе испее Магија. Питер Џон Босе ќе пее Самба во штип. И таја пам, да. Ние имаме и млади изведувачи, од младите изведувачи ќе пее Пајак Совара, пошто сепак е најслушан. Да, голем хит. Ќе пее Бојана Скендеровски една песна од пред 20 на години. Кој испуштив сега, ќе ми се љутам. Ќе биде добро. Хелена Благне знам дека поради превоз и така натаму кажа дека е комплицирано. Направивме контакт со неа. Прифатни со големо воодушевување. Тоа беше уште во мај. Оне момент, треба ли хонорар, не треба, што треба, картите, авионски со менаџерот ќе доаѓа, све окей. Оне момент кога јас воопшто не кажав, пратете и договор, нека го подпише, немој да биде после. Оне фино по телефон, супер, видимо се. Ама кога е подпис? Да, и тогаш ништо. Излегува некоја работа, она уште на 1 јуни знае дека на 25 октомври ќе, можетоа Род Стюарт не знае унапред. Мислам, како ти кажам. Викам, па што си толку битна, па ти една си пева на Макфест, што си направила во Македонија на крај крајва. Воопшто не ми е жал. И се налути вака малце за односот? Не, ја не контактирав со неа. Не контактираш? Пратив женска особа да контактира, што работи за Макфест, Евтимија Јованова. И така по женска линија некако по Така. поедноставно предпоставам. Те нервира такви моменти? Не ми е жал што она нема да биде. Она ништо некад немала ни концерти, ни турнеи во Македонија, нити оставила некој белек. Она само пеела и победила на првиот Макфест. И што? Мислам голема работа која нема. Кево Монтено не е веќе ми ги живите Сашка Петковска. Ево песна звонат. Нема кој да ја испее. Да. Тоше Проевски го нема за да испее неговата песна. Кемал Монтено, кој да ти каже Ивана, нема. Бојс го немаме веќе за да испее. Многу работи. Она што остана ќе биде таму. Веќе ќе биде таму и договорено, со договор.
Па, да, има договор, мора да има договор. Мислам, тие основните работи мора да бидат задоволени. Да, така и треба да биде. Од секогаш си бил специфичен со стилот, со парчиње, со моди, детали, додатоци. Буквално секој не баш толку, не. Како не? Мрднав тука да не исклучив, ме слушаат во режија. Режија, дали го слушаме? Те слушаме. Да не исклучив. Те слушаме. Ма не, овие прстени ја почнав сега, пред 3,5 години. Ми покажа една слика од Џони Деп, нели, он е познат глумец, ама и свири гитара и... Те поврзуваа, нели? Ти вика дека личиш на него? Да, нешто со прстени застанал со Кит Ричардс од Ролинг Стоунс и двајца, пошто они, нели, во едно од продолженијата на Пиратите од Карибите игра заедно. Не си ги гледал тие? Не сум ги гледал сите. Имам гледано, не се. Да, како и да е. И викам, види, а ја носев некој прстен купен од Амстердам. Аха. На песната Блесава си или не, кога ја снимавме 97-ма. Како ме натера време по само тука правиме цело време. Па нормално. На таймлайн ставаме се. И така некако се ми е криво што не ми текнува порано. Па како рече, се во свое време. Да, се во свое време. Види, тогаш сум носел, сум можел од тогаш наваму да си изнакупувам прстени да ги носам. Баш. Додека ти е кејф, ќе ги ставаш. После еден момент може ти да тука. Така си. Не се знае кога е тој момент. Каде шопингуваш обично? Кај нас или странство? Надвор. Зашто? Генерално, еве, патики, секогаш имаш некои специфични парчиња на себе. Па последен пат голем шопинг направив, донесов 20 и нешто пара кондори од Лас Вегас. Мислам, нешто купував преку интернет таму, ама стигаа таму додека бев. Тоа беше пред некоја година. И па од Скопје не сум купувал одамна. Па има сега многу добри брендови кај нас, има молови, има свашта, има. Веќе ни и нас достапно, не е како што некогаш посебно било. облечен што црни фармики црна. Така. Добро, деталите си го прават своето. Нели секогаш имаш очила? Ги сметаш за заштитен знак? Не, поедноставно е, не знам, требаше да дојдам еден саат порано тука да идеме у шминкерна да видиме, имате ли вие тоа, што пудри да става за на камера, тоа да изгледа телевизија. Од практични причини. Вака фино ставаш ночери, си спијал, не си спијал, подошњаци, не знам што. Имам ли? Немаш. Добро, си спијал добро за денес, изгледа. Те реагирали луѓе вака уште кога ќе те видат? Ти си кукулеле, нели? Тоа секогаш ќе биде така. Ма најчеста реакција што ја среќавам во задниве години е некој што не ме видел вака, што не ме гледа два пати месечно, да кажеме. Тоа е иси, што треба да правам, бре? Како треба да видам? Иси, како што си бил. Добро да е, и? Тоа ми е најчеста реакција, малце. Тој не го сваќаш како комплимент? Па јас се гледам секој ден огледало, јас знам дека не сум ист. Аха. Па ти дека си се гледаш секој ден за тоа. Али... Ама убаво е, нели? Мислам, си оставил впечаток, еден од оние кои што... Па не можам да си замислам сега тука ја нешто остарен. Како ти кажам, не знам. Јасно. Че да видиме се, не иде, само идем фон. Сакаш да се видиш помлад? Блесам се, да, баш да видам како. Баш на тој спот имав отприлike од оваа должина на коса. Да. Интересно. Многу ти благодарам за гостување во денес. Благодарам на вас. Беше навистина чест пред се што еве го најавивме Макфест, ама и малку се навративме на некои моменти од твоја кариера. Верувам дека ќе биде одлично. Ќе се емитува во живо на македонската телевизија, тоа да не заборавиме, значи ќе може да се гледа. 23, 24 и 25. Значи во првата вечер имаме уште минута време. Имаме. Првата вечер, четврток, 23 ќе биде, тоа е за 3 дена, така? Да. Ќе бидат оние кои што се уште недоволно афирмирани изведувачи. Публика ќе гласа на крај, тие најдобрите неколку, обично 5, ќе одат во втора. И во втората вечер, каде што веќе имаме, у првата вечер имаме 13 композиции, во втората веќе имаме 14, и овие 5, 6 нека се
вкупно 20 у втората вечер, кај што ќе пеат поафирмирани пејачи кои што не почнале да пеат вчера, Така. да кажам, или лани, него со подолг стаж и повеќе реноме. И во сабота, 25 октомври, е овој делот кој што го зборувавме веќе. Миксот. Значи почнуваме од најмлади, завршуваме со највозрастни. Баш така. Така ќе му дојде. Оваа година баш така излегува. Ќе биде тоа супер. Искрено едва чекам да го гледам годинешно издание, стварно сакам да го гледам. Убаво да си поминете. Во третата вечер ќе пее Пајак со Лара колку има 19, мислам, години, а ќе пее Мики Јовановски Џафер кој што има 71. Мики има 71. 71 има. А што мислиш, колку имам ја? Па и тоа е исти. Знаеш дека не знам колку имаш? Како не ќе ти кажеш? Сакаш да проверам на Google? Нема. Нема? Да. Ти ли имаш тргната сетва? Не сум тргнал ништо, ама нема. Не знам Никој јас. не се заинтересирал да става. Нема везе, сакам да кажам, стварно Мики Јовановски Џафер има 71, Владо има 65 веќе, ке има у ноември. Ти со Владо колку си разлика? Па кога излеговме во Остовица, он беше веќе возрасен, бев малечок. Ти беше малечок, да. Ке пресметава. Ке најдеме логика. Фала ти, стварно ми беше чест да гостувањева, да се гледаме за убави работи и верувам дека, како што рече, ќе се подигнува македонската музика. Може не како што било пред 30 години, ама веројатно ќе идеме напред. Сигурно. Да. Еви овој фестивал е многу тоа. млади луѓе творат, веќе е лесно да се направи музика, на компјутер веќе не треба да имаш големо студио, да тоа бара многу големи финанси и така натаму. Веќе е едноставно. Јасно. И на младиве кликерот другачи им работи сега и подобро им работи. Кодот. Да. Фала ти многу. За крај ќе слушаме една од, односно најслушаната песна во сите овие години во однос на YouTube, пак и Лара. Уживајте, верувам дека ова беше интересно интервју, се гледаме утре во 10 часот во живо. Чао.